Slušam ja Bubamara radio. Dragi naši preživejani građani i doživotni političari, dobre dojdovte vo naši odsud, bina i zabavna tribina. Deneska zajedno će go sozdavame najgolemijot muzičko-kulturno-zabaven spektakl Zlatna Bubamara na popularnosta pod mototo Nema pravda, ima Bubamara. Imame 1,5 milion pričini, zajedno da uživame so najgolemite muzički, sportski, filmski, teatarski i medijumski zvezdi od Makedonije i svetot. Ako aplaudirate, pejete i se smejete, seke bide okej. Naši odbrojčanik vrti napred i zajedno dojdovme do 23. izdanije. Ve pozdravува štavot za čista misla, zdrav razum i dobra zabava. Ja otvorame manifestacijata со добитниците на наградата за најпопуларна инклузивна танцова представа Пепелашка. Дами и господа, танцово студио Еурека. Da
А сега, почитувана публико, вистинско време е на сцената да го поканиме најпопуларното дуо во изминатата година. Со нивните боемски песни донесоа многу љубов и романтика во нашето секојдневие и се вистински лек за душа. Популарниот кантавтор и композитор Александар Митевски и големиот актер Драган Спасов Дац ќе ви отпеат нешто од срце. Песната на сите генерации, на улицата број 23, за почеток на оваа 23-та златна бубамара на популарноста. Да ги поздравиме со аплауз. Треба бенд да дојде сега. Немаме бенд. Имаме Војче е тука, Војче Петрушев, Вики Волак, кој што ќе ја пренесе песната Ајде, и таму бендот. каде што не се слуша, со јазикот на знаковниот јазик. Иде бендот, не се секирите, еве го. Ајде да го поздравиме со аплауз и нашиот бенд вечерва, што ќе свири цела вечер за вас тука. Сара и Јана позади. Сами нозеве ме носат во твоја улица. Стара љубов 23, моја последна станица. Уште стои таа клупа кај што такси те остава. Таму љубовта за нас како свеќа угасна. Уште ми фалиш ко жица на гитара, уште ко компас срцево те бара. Ти си лек за душа поемска. Уште ми фалиш ко та песна стара, конец по конец, срце што ми пара. Ти си лек за душа поемска. Уште живееш во моите стихови и песни. Уште залудно секој Божи ден ме трезни. И ми фали твоја љубов, барем еден стих. Ма нека збори кој што сака, не живеам за нив. Уште ми фалиш ко жица на гитара, уште ко компас срцево те бара. Ти си лек за душа поемска. Уште ми фалиш ко та песна стара, конец по конец, срце што ми пара. Ти си лек за душа поемска. И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на твојот најубав фустан, за кој ти плачеше, а јас се смеев. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до бол. Барем по грешка да се јавеш. Уште ми фалиш
ko žica na gitara, уште ко компас, срцево те вара, ти си лек за душа поемска. Уште ми фалиш ко та песна стара, конец по конец, срце што ми пара, ти си лек за душа поемска. Благодарам. Ćao, čao. Uživajte! Dame i gospoda, da gi pozdravime našите mladi televizijski zvezdi, koji ova godina se zakitija so nagradata Zlatna bubamara na popularnosta za najpopularna detska emisija Herojite na novoto vreme. Čuvarite na našето malo, našite mladi zvezdi, junacite od Dajte muzika. Planini, prašini, kovo Sahara, Đubre brod, kaj nas kislorod ode luksus, kaj nas se postaro. Nema vozduhot, zadušeni, zatrujeni, zatvoreni sme site. Kovo šiše, čitajte ekologija i nešto storete. Zadušeni, zatrujeni, zatvoreni sme site. Kovo šiše, čitajte ekologija i nešto storete. I veke ne se diše. Ne mi je jasno zašto luge togo prava toa, a go pravat. Bez nadeš deka skoro vreme ke se popravat. Malko deponiji ko planini, prašini, kovo Sahara, Đubre brod, kaj nas kislorod ode luksus, kaj nas se postaro. Nema vozduhot, zadušeni, zatrujeni, zatvoreni sme site. Kovo šiše, čitajte ekologija i nešto storete. Zadušeni, zatrujeni, zatvoreni sme site. Kovo šiše, čitajte ekologija i nešto storete. I veke ne se diše. Никогаш нема да ве заборавам. Што би правеле сите ние без пријатели? За многумина од нас, пријателите се избрано семејство. Кога татко ми доби ново работно место во Скопје, мислев дека ги загубив моите најдобри пријатели. Но една случајна средба на првиот училишен ден ми се подсмеваа дека немам мобилен, во време кога на сите деца најверни другари им се телефоните и социјалните мрежи. Сепак, тој факт ме донесе до местото кое за секогаш го промени мојот живот. Старо мало. Мојот
прв концерт не поврза сите, дури и оние кои не веруваа во мене. Старо мало стана нашето збирно место, местото каде што за прв пат се влюбив, малото во кое имаше многу среќни, но и тажни моменти. Местото во кое другарувавме, се каравме, смеевме и најважно од се, свиравме и пеевме. Музиката сите не обедини. Тогаш сфатив што се вистинските пријатели. Тие се со нас во нашите најдобри и најлоши времиња. Вистинските пријатели се смеат со нас. Тие ни се рамо за плачење, ни даваат совети, ни чуваат нашите тајни, ни помагаат да ги собереме сите парчиња од нашиот живот со кои создаваме спомени кои остануваат неизбришлив отпечаток на нашите срца. А кој сум јас? Дали сум добар пријател? Дали сум позитивна личност која со нетрпение го чека секој ден? Дали сум добар слушател? Што сакам да правам во слободното време? Дали се сакам себе си? На овие прашања одговорите ги знаат само моите вистински пријатели. Филип, Кики, Наташа, Тео, Саша и сите деца од старо мало. Јас сум само едно обично дете. Моето име е Јован. Растреме со музика, по наше старо мало скоро се ретро е. Без таблет, айфон и компјутери, со игри детски обични и пак ретро е, ретро е. Дајте музика во тоа име и ќе биде тотално окей. Хеј, хеј, хеј. Дајте музика во старо мало, што ме чуеш тогаш веднаш пеј. Само пеј. Дајте музика во тоа име и ќе биде тотално окей. Хеј, хеј, хеј. Дајте музика во старо мало, што ме чуеш тогаш веднаш пеј. Само пеј. Без плазма телевизори, без мобилни и слушалки и пак ретро е. Со ластик, фудбал, кошарка, со криенка и миженка и пак ретро е. Ретро е. Дајте музика во тоа име и ќе биде тотално окей. Хеј, хеј, хеј. Дајте музика во старо мало, што ме чуеш тогаш веднаш пеј. Само пеј. Дајте музика во тоа име и ќе биде тотално окей. Хеј, хеј, хеј. Дајте музика во старо мало, што ме чуеш тогаш веднаш пеј. Само пеј. Дајте музика во тоа име и ќе биде тотално окей. Хеј, хеј, хеј. Дајте музика во старо мало, што ме чуеш тогаш веднаш пеј. Само пеј. Дајте музика во тоа име и ќе биде тотално окей. Пеј, пеј. А сега, по 23 години на сцената ја покануваме првата водителка на Златна бубамара, Ирена Спировска.
И првиот човек на радио Бубамара, нашиот духовен водач Ранко Петрович. Драги пријатели, добро вечер. Еве не по 23 пат. Вечерва сме под слоганот "Нема правда, ама има Бубамара". Вечерва можете да бидете спокојни, сите награди се изгласани, нема да ве задржиме до 5 часот. И вечерва ќе ви биде сигурно 3 пати поубаво отколку да гледате вести или Собраниски канал. Затоа имајте убава вечер, а сега ја оставам една од главните задачи вечерва. Првата награда што треба да ја додели Ирена, бидејќи со нејза започнавме како прва водителка на Златна Бубамара. Вечерва имам таа чест, иако и татко ми беше професор по ото, имаме многу анекдоти заеднички, така да започнавме први, денеска сакам и првата награда да ја додели Ирена. Ви благодарам многу. Кога пред 23 години ми се јави Ранко и ми рече ми треба водител, сакам да направам Златна Бубамара на популарноста, пола од тоа што ми зборуваше што ќе се случува, не го разбрав, ама му велам добро, ќе дојдам, ќе направиме Златна Бубамара. И се одвиваше како на филмска лента, многу случувања, многу познати фаци, многу награди. Заврши како што заврши. Во тој момент, ниту јас, ниту некој друг од тие што беа присутни таму и учествува, а верувам дека дури ниту Ранко не предпоставуваше и не знаеше дека тоа е зачеток на манифестацијата која ќе стане најпопуларното, најзабавното и најспектакуларното шоу кај нас и пошироко. Ранко Петрович, Радио Бубамара, ви благодариме што низ годините ни овозможувате да имаме еден ваков настан, кој со нетрпение го очекуваме, на кој му се радуваме и во кој уживаме секоја година во секој издание. Нормално, најмногу уживаат и најмногу му се радуваат на овој настан оние што ќе си заминат дома со златните бубамари на популарноста. А нив вечерва ги има многу. Дел од нив веќе ги видовме. 23-тата Бубамара на популарноста ја започнавме со една реална приказна. Приказната за модерната пепелашка, која ја раскажуваат во оригинална постава 100 членови на танцовото студио Еурека и дополнителни 90 членови со и без попреченост. Амбициозниот проект на Катерина Олаковска и танцовиот клуб Еурека е реална приказна која уште долго ќе се раскажува и ќе докажува како треба да се цени креативноста на секој поединец, на секој лице со попреченост и како треба сите од нив да учиме за емпатија и за хуманост. Кате Еурека, повелете на сцена да ја земете вашата прва Златна Бубамара на популарноста. Благодарам на сите. Кога сонот станува реалност или Еурека сон реалност е нашето мото. 19 години не води ова мото и во сите 19 години воспитуваме деца и млади и ги едуцираме на поле танц. Во нашата програма на Еурека функционира инклузивна танцова група која што не води, која што не одржува и во која што вложуваме многу. Така дојде и таа идеја, инклузивна танцова представа пепелашка. Сработена со многу љубов и желба, но со огромен труд и посветеност. За ова Златна Бубамара, на ова Златна Бубамара ја подарувам на сите 200 членови кои што од Еурека, кои што беа дел од првата инклузивна танцова представа Пепелашка. Дел се овде. Веќе ги видовте. На нивните родители кои што ги прифатија различностите и веруваа во проектот Пепелашка и сите овие години веруваат во програмата на Еурека. Ја подарувам на главните ликови на Пепелашка, веќе ги видовте, Марија, Мики, Дени, Јована, Стефан и Марио, нашите херои, на нивните родители
на кој што верували или не, никогаш ништо не им е тешко. Благодарам до целиот тим, кој не е воопшто мал и кој што веруваше во проектот Пепелашка и успеавме заедно да го поставиме на големата сцена на опера и балет. Огромна благодарност до манифестацијата Бубамара и Ранко, кој токму за нашиот настав вечерава ја овозможија оваа пристапна рампа и подадоа рака и овозможија на ова грандиозна сцена заедно со нас да застанат и оние малку поинаквите. Бидете хумани, правете добри дела, подадете рака, препознавајте ги различностите, прифатете ги, бидејќи никогаш не знаете кога ќе застанете на другата страна. Ви благодарам. Ја доделивме првата златна бубамара за оваа вечер. Продолжуваме со следната златна бубамара, а таа е наменета за протагонистите во еден проект кој што од самиот почеток е мега популарен. Пред 27 години имаше детска ТВ емисија со која што израсна многу генерации, која што зборуваше за безгрижниот детски и малски живот. Годините поминуваат, доаѓаат нови херои, нови чувари на нашето мало кои што раскажуваат нови приказни за нивното детство. Најпопуларна детска ТВ емисија за 2019 година. Дајте музика! И благодариме на Бубамара за наградата и највеќе од се за поддршката што ја добиваме изминатите неколку месеци, поддржувајќи ја македонската музика и македонските автори, бидејќи во нашата емисија, која што е поврзана со музиката, имавме преку 50 нови авторски песни и скоро сите се емитуваа на вашето популарно радио Бубамара. Голема благодарност до носителот на проектот, а тоа е Македонската телевизија, која што го поддржа овој проект и не потикна да направиме нешто за сите деца, односно за денешните генерации. Сметам дека овој проект е многу значен, меѓутоа е резултат на работата на еден огромен тим. Сите автори на песните, на сценаријата, сите учесници кои што беа од нашата продукција, меѓутоа и оние кои што беа од Македонската телевизија, кои што се нашите копродуценти, се заслужни за успехот на оваа емисија. Добро вечер на сите. Фала ти, Ранко, за навистина огромната поддршка која ни ја даде и кога слушна за овој проект. Заедно со овие деца создававме една приказна и сакаме да допреме до сите вас. Да зборувате со вашите деца, да пробате да ги слушнете што зборуваат, да пробате да слушнете што ви соопштуваат, да сте освестени за моментот дека има многу насилство меѓу децата. И тие што се жртви најчесто не го кажуваат тоа. Затоа работам со децата и затоа сите овој проект многу напорно и навистина со огромна љубов ова го дотеравме до крај. Не е лесно да снимите 30 епизоди, не е лесно да создадете нови херои на овие генерации кои што навистина имаат само телефони. Ви благодарам многу. Јас и Цаци Паговска сме лела и весела и едве чекаме да снимаме втора епизода. Ви благодарам најмногу, дечки. Многу ви благодарам. Ова се нашите херои: Кики, Стаси, Саша, Јован, Филип и Тео. Ги испративме нашите нови млади звезди со златната бубамара во нивните раце. Очекуваме во следниве години уште многу нивни проекти, успеси на кои што ќе им се радуваме и ќе аплаудираме. И сега е време за третата златна бубамара. Овој пат е наменета
за музиката, односно за еден човек кој што создаде и отпеа песна пред 3 децении, песна која што ја знае од најмлад до највозрасен, песна која што секоја година ја пееме за нашиот најсветол и најрадосен празник, песна која што инспирирана од вистинит настан, кој потекнува токму од неговото лично семејство, но за тоа во некоја друга пригода кога ќе имаме малку подолго време ќе раскажеме. Наградата Златна бубамара за песна за век и векови ја добива Джина Папаш Джокси за песната "На Великден сум се заљубил". Го поканувам и академскиот хор Мирче Ацев да повели заедно со Джокси на сцената. Оваа песна Джокси ја има отпеано пред 30 години и сега за прв пат ќе ја отпее во живо пред волку многу народ. Досега идеше една снимка што сите ја знаеме во најубавиот празник, на најубавиот ден, со оваа песна го пречекуваме Великден. Вечерва направивме нешто посебно со нашиот бенд Дамир бенд. Заедно со хорот Мирче Ацев ќе настапи Джокси, затоа го поканувам и хорот Мирче Ацев да ни се приклучи, а Джокси да каже 2-3 збора. Честитки, Джокси. Јас немам многу долго да зборам, меѓутоа би сакал да ги спомнам моите најдраги пријатели со кои ја создадовме оваа песна. Пред се мислам на Тоше Поп Симонов, кој направи еден бријантен аранжман, по кој и ден денеска ја памета таа песна и најчесто ја бара таа верзија да ја чујат. Потоа би го спомнал Гони Жарновски од поранешната група Клержо, кој ги отсвири гајдите на песната. Неповторливи гајди кои ден денеска така ечат низ нашиот етер. Би го спомнал Јане Коџабашија, кој песната ја извади од бункер и ја стави на албум. Да го спомнам Мице Диджеј, односно Михаил Бошковски, кој песната првија пушти во етерот. Потоа, да ја спомнам екипата на Дарко Димитров и Ламбе Алабаковски, која ја направи она прекрасна верзија, која и ден денеска трае, нели? Се разбира екипата на Пепа Димитровска, Димитрова, која исто од своја гледна точка ја виде оваа песна, па како и самата што вели, јас направив женска верзија на Великденот. Не знам што да кажам, не знам колку ви е познато, оваа песна е влезена во учебниците по музичко, така што и младите веќе се има запознаено со оваа песна. Верувам дека оваа награда ја потврдува само вредноста што ја имаме донесено. Благодарам многу. Имам една молба. Заедно со видеопродукцијата решивме дека оваа песма најубаво изгледала на телевизија доколку ги запалите вашите мобилни телефони, за да може да ја доживееме вистинската атмосфера и да направиме една вистинска видеоснимка. Затоа едно звездено небо за Джокси и за нашата на Великден. На Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам.
не сум видел, што на Великден се насобра. Или Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Или Боже ти ми помогни, кажи каде да ја Великден сум се залюби на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи како да ја најдам. Ајде Боже ти ми помогни, кажи како да ја сега нека одекна од овде па се до небото. Јас со песна ве повикувам, сакам неа да ја најдеме. Јас со песна ве повикувам, така неа да ја најдеме. Мирче Ацев, Тамир и Мери Бенд. Благодарам многу. Најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час Буба Мара е со нас.